Ова издание на емисијата Нега и здравје ќе го посветиме на семејното насилство. Целта ни е да ги поттикнеме жртвите да го пријавуваат, но да им укажеме и дека има каде да се обратат доколку се жртви на семејно насилство. Гости во денешната емисија се правниот консултант Верица Тимосиевска и психологот Селма Демери од Женски форум Сдружение од Тетово. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам на поканата. Добре ве најдов. Така, ви благодарам што прифативте да учествувате во нашата емисија. Се со цел, нели, како што кажав, да ги охрабриме жртвите да пријават семејно насилство. Вие во таа насока имате еден проект кој започна неодамна, ако може некои детали околу овој проект. Да, така е. Нашето здружение работи веќе 20 години на овој план, значи на правна помош и поддршка на жртви на семејно насилство. Меѓутоа, сега од 1 декември минатата година имаме нов проект. Тоа е проектот за бесплатна правна помош и психолошка поддршка на жените во Полошкиот регион. Овој проект е финансиран од Европската унија, а на Женски форум е регрантиран од страна на канцеларијата во Скопје на Квина Тилквина, тоа е фондација, и Сдруженијето, односно коалицијата Маргини. Проектот започна на 1 декември, како што кажав, минатата година, а завршува на 30 септември оваа година. Во рамките на овој проект предвидени ни се проектни активности кои опфаќаат прием и работа со жени жртви на семејно насилство како една маргинализирана група. Знаеме сите дека жените се во најголем процент жртви на семејно насилство, така што сметаме дека на овој начин и со овие проектни активности кои ни се предвидени, ќе им помогнеме да смогнат сили да го пријават прво семејното насилство, а понатаму низ поминување на еден процес на помош и поддршка низ нашиот центар, да им помогнеме што побезболно и поактивно да се вклучат во целата постапка и целијата програма која ни е предвидена и да излезат од кругот на насилство. Во таа смисла предвидени се, како што реков, проектни активности кои опфаќаат првенствено прием на жртвата, разговор во доверлива просторија, родово сензибилизирана, каде што им се обезбедени сите услови да можат слободно да го изнесат својот проблем, да разговараат. Јас сум правен консултант во центарот и со мене и со колешката психолог која работи на нивно психолошко зајакнување. Понатаму да ги превземеме сите потребни активности кои ќе ги изнесе случајот. Во таа смисла ние даваме поддршка во насока на упатување до соодветни институции кои се вклучени во синџирот на заштита на жртвите на семејно насилство. Тоа се пред се Центарот за социјална работа, понатаму полициската станица, односно Министерството за внатрешни работи. Исто така, активна соработка имаме и мора да постои со судските органи, Основното јавно обвинителство, Основниот суд во Тетово и со сите други организации и институции за кои ќе се укаже потреба да бидат вклучени во системот на заштита. Тоа некогаш е клиничкиот центар, некогаш се и медиумите потребни, како вас, да го промовираат, да го изнесат случајот доколку има таква потреба, но морам да нагласам дека во целиот тој процес се раководиме согласно на Законот за заштита на лични податоци и согласност на жртвата имаме писмена за тоа дека нејзините податоци се доверливи, во нашата организација се чуваат само за потребите на организацијата, а се изнесуваат само со нејзина согласност и доколку се поведе постапка пред надлежна институција, каде што е неопходно, нели, да се дадат сите податоци кои ги имаме за жртвата и за насилникот. Би можела да го објаснам и процесот на... Така, како жртвите да го пријават семејното насилство, каде да се обратат, каде да ве најдат? Така,
од 2002 година, откако започна со работа Центарот за правна помош во рамки на Сдруженијето Женски форум, ние ги презедовме сите мерки и активности со цел нашата канцеларија да биде препознаена од страна на жртвите, така што низ овој период што го споменав, веќе сме препознатливи и како локација, и како центар за давање на ваков вид на услуги. Мислам дека нема да е проблем за нашите клиентки, најголем дел, да не најдат, да не контактираат преку телефоните или лично да се јават во нашата канцеларија. Понатаму имаме обезбедено прием, информативен разговор, собирање на податоци за жртвата, за насилникот. Понатаму имаме анализа на случајот во соработка со жртвата, нејзино психолошко зајакнување се со цел да опстои во целата постапка и да успееме да ја обезбедиме заштита на нејзините права, за кои морам да кажам дека многу од жените не се ни свесни дека ги поседуваат со оглед на традицијата, на се она што кај нас е препознаено како пречка за препознавање на насилството, а за кое сме говореле и мислам дека и граѓаните се запознаени веќе. Понатаму, низ анализата на случајот правиме и безбедносен ризик, колку е безбедно за жртвата да се преземат одредени мерки, во смисол на изрекување привремени мерки за заштита од семејно насилство и се она што е потребно понатаму низ целиот процес, што вклучува и разговор со нашиот психолог сега во рамките на овој проект кој што започна минатата година. Во рамките на разработка и анализа на случајот ги преземаме сите неопходни и потребни мерки кои ќе придонесат жената да се чувствува безбедно, да почувствува дека има поддршка и од нашата организација, но многу поважно и од сите институции вклучени во системот на заштита. Така. Оваа тема ја одбравме во нашата емисија нели нега и здравје, бидејќи и психолошкиот дел е дел од целокупното здравје на човекот. Во тој дел, Селма, ти си задолжена како психолог, им помагаш на жртвите. Како ти пристапуваат, што ти кажуваат кога ќе ти се обратат за помош? Кои се најчестите случаи на насилство кои што го прават? Како што кажа Верица, ова е еден нов проект, но проблемот на жртвите на семејното насилство секогаш постоел, од секогаш и денес е присутен. Услугите преку адвокатите во овие проекти биле присутни, но психолошкиот аспект и психолошките услови секогаш биле на ниско ниво, затоа што терминот психолошки не е толку прифатлив кај нашиот менталитет. Не дека не го разбираат тоа, но имаат подруга перцепција за значењето на психологот. Но во овој проект, за среќа, ќе ни даде добра можност да им дадеме психолошка поддршка на жртвите. Што нудиме ние? Ние нудиме еден добар амбиент за луѓето кои се вклучени во семејно насилство. Кои спаѓа тука? Законски тука спаѓаат група на жени и деца кои го преживуваат овој проблем. Да речеме семејно партнерство, поточно мажите, но има и други членови на семејството. Затоа што ние во Тетова живееме во заедници. Насилството може да биде од страна на партнерот, но и од другите членови, како маж, свекор, свекарва и од други блиски членови на семејството што живеат заедно во таа средина. Ние како психолози што нудиме?
Кај нас се обраќаат многу жртви кои бараат помош без разлика на категорија. Ни се обраќаат со овие зборови: немам економски услови да надминам оваа криза. И секогаш се под стрес, пошто доаѓа депресија. Постои еден синџир што доведува до еден голем стрес. Проблематиката на децата е најтешка, бидејќи нив ги доведува до различни кризи. Децата од вакви семејства тргнуваат по девијантен пат, каде постои насилство. Најмногу што страдаат од овој проблем се младите, каде насилството повеќе има влијание, особено поради економските услови, и тука се покачува агресивноста до голем степен. Кои се тие? Луѓе на различна возраст, со различни професии, не се разликуваат по социјалната положба, има од висока и ниска класа, се јавува кај сите. Не сме таму каде што сакаме да бидеме. Доколку некоја жена сака да живее тука добра, но доколку некоја побара помош, сака да излезе од таквата ситуација. Многу лесно може да се соочи со проблемот. Ако вели економски сум зависна, не можам да излезам од оваа ситуација, не може исто да се работи со таа личност. Неопходно е прво да се најде душевен мир и да најдат каде е проблемот. Но ако сака да стави крај на тој проблем, ќе каже стоп, јас имам потреба за помош. Тогаш со наша помош многу лесно ќе го надмине овој ризик. Секогаш таквите личности се обвинуваат себе си, а не другите. Не постои вина кај жртвите. Жените се прашуваат дали може би со своето однесување допринеле за таквото однесување на мажот и не треба да толерираме такво насилство. Психологот е тука да помогне да се ориентира животот на жртвата и да свати во каква ситуација се наоѓа. Ќе трпи насилство или ќе се одели од таквиот начин на живот. Ја одредуваме позицијата во која жената или детето се наоѓаат. Së pozitës në të cilën ajo femra ai fëmijë gjendet. Така. Ајде сега да се навратиме во изминатиот период. Каква беше состојбата со оглед на тоа дека имавме пандемија, сите бевме напнати и здравствени проблеми и економски? Дали имаше зголемен број на повици кој вашето здружение и вашата правна помош? Во тек на 2020 година сите знаеме каква беше состојбата и со пандемијата, што предизвика и економски пат во целата држава, ако е нешто многу длабоко се одрази и на семејните односи. Ова го кажувам од практичното искуство кое го има во текот на минатата година. На мојот телефон, со оглед на тоа дека канцеларијата не ни работеше, имавме само телефонски контакти и јавувања. На мојот телефон се јавија некаде околу 40 на жени, жртви на семејно насилство, кои побараа правна помош, кои побараа правен совет, кои побараа и психолошка поддршка. И истите во рамките на можностите кои ни ги даваа условите со кои се соочивме минатата година, сите добија во најголема мерка она што за кое што сметавме дека во моментот е неопходно и за кое што беше возможно да се изведе. Во таа смисла беше направено правно советување, беше дадена и психолошка некоја поддршка со цел да се истрае во семејното насилство во постапките низ институциите. Имаше упатување до соодветни институции, најмногу до Центарот за социјална работа и до Министерството за внатрешни работи. Потоа имав изработено и неколку писмени поднесоци за изрекување привремени мерки за заштита од семејно насилство, тужби за развод на брак, кривични пријави до основно јавно обвинителство за оние кои избегнуваа да плаќаат издршка и така тој вид на правна помош и конкретни писмено изработени поднесоци. Сето тоа придонесува на вистина да им се помогне на жртвите, но морам да истакнам дека за време на трајање на оваа пандемија, која се уште трае, економската состојба
која беше влошена на ниво на цела држава, предизвика несогласувања и во рамките на семејството. Се јавуваше од она што го слушав од жртвите по телефон, односно семејна нетрпеливост поврзана со намалување на приходите, останување без работа, така што тоа нешто навистина многу ја влоши состојбата во оние семејства каде што и претходно може би била кревка состојбата по однос на меѓусебното разбирање и начинот на сваќање на бракот и семејството. Морам да нагласам дека покрај жените директни жртви, со оглед дека се присутни во средината, беа и децата, малолетните деца, за кои беше неопходно упатување во Центарот за социјална работа, за разговор со социјален работник, со психолог, со педагог. Знаете дека и учебната година беше прекината на начин што децата физички не посетуваа настава, и сето тоа придонесе да се зголеми бројот на јавувања, но покрај тоа што имаше поплаки во оваа насока, мислам дека сите знаеме дека имаме и релевантна статистика дека е зголемен и бројот на разводи на брак. Токму поради... Така, тој податок излезе и деновиве во медиумиве. Така. Кога веќе ги споменавте еве децата, Селма да ни објасни како се чувствуваат децата во една средина, семејна средина во која што родителите постојано се расправаат, ете има и физички пресметки, можеби, нели? Фамијат закониште на зона на фамилија, а тоа е перцепирање. Децата семејното насилство секогаш го перцепираат различно, без разлика колку години имаат за да го почувствуваат. Тие го прецепираат на различни форми. Некои деца го прифаќаат тоа, но некои деца не се навикнати да слушаат такви повисоки тонски расправи. Тогаш почнуваат нарушувањата, односно социопсихолошките проблеми кои почнуваат со стрес, па потоа трауми кои ги носат цело време. Ние треба на нашите деца да им дадеме поддршка во развојот од 1 до 6 години, мотив и самодоверба. Ако ги нема тие работи, тие ќе се соочат со многу проблеми. Ако не го направиме тоа, ако не им помогнеме на децата, ќе има негативен фидбек, дека видело работи што не требало да ги види на таа возраст. Насилството почнува веднаш, ретки се случаите кога се јавува подоцна по некоја животна фаза, поради губење на работното место или поради некој смртен случај во семејството. 99% од семејното насилство почнува од порано, пред стапување во брак, но продолжува и од заедничките парови во врските кои се повеќе годишни. Истите проблеми се нанесуваат кај децата. Ние ги откриваме овие деца до 6 години, па се до адолесцентна возраст. Преку нивните цртежи ние се трудиме преку нашата работа да ги решаваме тие проблеми, но децата секогаш се присутни тука каде има насилство или кавги, да речеме. Ние психолозите ја вршиме нашата работа, без родителите не можеме ништо. Треба заедно да соработуваме за подобрување на нивната состојба. Значи, родител, психолог, дете. Треба многу да се внимава. Им го всадуваат тоа кога се мали, па кога ќе дојдат во адолесцентен период, велат моето дете тргнало по лош пат. Детето зема дрога или алкохол. Не, ние сами избираме. Сами избираме кои ќе бидат нашите другари, сами ја избираме професијата, што ќе јадеме, што ќе пиеме, каде ќе седиме, каде ќе одиме. Другарите ги избираме, само семејството не можеме да го избереме. И доколку едно семејство е нездраво, тоа дете ќе избере друштво каде што ќе му биде комотно, а и тоа друго дете доаѓа од деструктивно нездраво семејство. Ќе се тешат додека пијат или се дрогираат и слично. Тоа е нешто што доаѓа од семејството. Но проблемот постои најмногу кај родителите, кои заради овие проблеми ги обвинуваат нивните другари за недобро воспитано дете или лошите односи на нивните деца кои најмногу страдаат од различни кризи.
Децата секогаш доаѓаат од лошо семејно потекло со различни проблеми и потоа нивните родители ја префрлуваат вината на другите, како на пример пријателите и слично. De prijetimevät familieve. Така, зголемениот број повици значи дека луѓето се охрабруваат да пријават, нели се подигнала свеста дека нели не треба да се трпи семејното насилство. Меѓутоа, кога веќе ќе дојде случајот нели до полиција, ретко продолжуваат понатаму и бараат кривичен прогон, нели полициските статистики покажуваат дека завршува со писмена опомена. Кои се причините зошто не одат жртвите до крај, да речеме? Мислам дека и на почетокот споменав дека во многу традицијата, односите во семејството се причина што жените не продолжуваат до крај во постапката, понатаму економската зависност. Во најголем број жените кои не се одлучуваат да ја продолжат постапката се економски зависни од своите сопрузи или од друг член на семејството, така што тоа се оние бариери кои ги спречуваат да продолжат понатаму. Исто така, недовербата во институциите на системот кои се вклучени во заштита на жените жртви од семејно насилство, затоа што од она што го слушаме од нашите клиентки, може да се заклучи дека приемот и постапката со нив во институциите не е соодветен на она што тие како жртви во моментот го очекуваат и го посакуваат како заштита. Исто така, она што придонесува да жртвите не продолжуваат понатаму е и чувството на вина, кое им е наметнато и од страна на семејството, а и од страна на представници на институциите со кои тие доаѓаат во допир, во контакт, во рамките на целата оваа постапка. Сето тоа повторно се должи на традицијата, начинот на сваќање на семејното насилство и покрај тоа што во изминативе 20 години, колку што ние работиме на оваа проблематика, сме работеле сестрдно на подигање на свеста, на едукација на оние кои работат со жртвите на семејно насилство и сме успеале. Навистина сме успеале да го покренеме нивото на едуцираност кај надлежните и нивните представници кои работат со жртвите, но и севкупно свеста кај населението, кај граѓаните дека семејното насилство е кривично дело кое е предвидено во рамките на нашето законодавство, дека истото не смее да се трпи, дека треба да се пријави и дека жртвите имаат соодветна заштита во рамките на целиот систем во државата. Понатаму морам да споменам уште еден фактор кој придонесува да не се продолжи до крај во постапката, а тоа е нашата неможност, односно нашата безпомошност привремено да ги сместиме жртвите на безбедно место, каде што ќе можат да се стабилизираат психички и со помош на психолошката поддршка која ми ја дава Селма и да сватат дека за време трајање на постапката се безбедни, обезбедени им се сите услови за живот, пристап до работните места доколку се вработени и дека нивните деца малолетни доколку ги имаат се исто така безбедни, можат да посетуваат училиште, може да ги обавуваат сите своји дневни активности. Во таа смисла, на целиот број на население регистрирано кој живее во Тетово и во Полошкиот регион, за кој ние сме надлежни и го опфаќаме во системот на заштита, не постои шелтер центар, односно дневен центар, било каков згрижувачки центар, каде што ние би можеле привремено да ги сместиме нашите жртви и да им обезбедиме безбедно катче, каде што ќе можат да се стабилизираат и да продолжат во рамките на она што како безбедносен план и како постапка сме го предвиделе за нив, за да можат да излезат од кругот на насилство. Така што, еве и во оваа ситуација и во оваа емисија апелирам да се соберат сили
нашата локална власт со помош на централната да успее да ни обезбеди еден простор што ќе биде како прифатилиште, шелтер центар за нашите жртви. Сметам дека тоа во многу ќе придонесе да се заокружи системот на заштита на жените жртви, да обстојат во постапката и безбедно да излезат од кругот на насилство. Така. И уште еднаш да подсетиме колку е важна оваа психолошка поддршка која што им ја давате и како да ја охрабриме жртвите на семејно насилство, да не кријат, да пријават. Шрбиме психологика шуми рандësishëm. Психолошките услови се многу важни. Никогаш се наплаќаат и со живот, за жал, со различни самоубиства или убиства и слично. Секогаш настраданите мислат дека нема веќе излез од оваа ситуација и завршуваат, за жал, трагично. Но ние докажавме дека секогаш постои начин на еден добар избор за тие категории на лица, да им објасниме дека не е крајот тука како што мислат тие, пред да постигнеме по некој фатален момент да консултираме психолог. Психологот е тука да даде надеж. Не е крајот тука каде што вие мислите. За се постои решение и зависи од нив колку се подготвени да го најдат. Жртвите на семејно насилство да консултираат психолог, да се извлече позитивноста од неговите мислење и ориентација, како да се спасат од тој случај. Ju si themi brenda vetes të nxjerrë dhe të dalësh prej asaj situate. Prandaj ju referohem të gjithë atyre që kanë nevojë për këtë shërbim, për të dalë prej asaj humnere. Të na telefonojnë ose thjesht të orientohen në zyrat tona për të marrë këtë shërbim. Така, и за крај, нешто дали имате да додадете или некоја порака, совет за крај? Па сега во рамки на заштита на психолошкото, менталното и физичкото здравје на сите наши граѓани, им посакувам прво да останат безбедни, да што побрзо излеземе од оваа пандемија. Свеста за пријавување на семејното насилство е подигната, но апелирам и во оваа емисија да се охрабрат жените, да го пријават семејното насилство, да не го трпат, затоа што непријавување на семејното насилство значи уште подлабоко влегување во истото и понатаму кругот ќе се затвори и жената ќе остане заробена во тој круг. Затоа апелирам на сите да не го трпат семејното насилство, да излезат од четирите зида и да го пријават, дали кај нас, во нашата организација, дали во институциите кои се вклучени во системот на заштита, се едно, но апелирам да се пријави и да се отпочне со постапка се со цел поквалитетно живење на сите наши граѓани. Апелирам и советувам сите тие категории кои спаѓаат во семејно насилство да не контактираат нас, нека го пријават случајот кај нас, кај надлежните институции. И благодарност до вашата телевизија што ни дадовте можност да дискутираме на овој проект. Тоа thем че ние ми ату për ju. Ви благодарам многу што ја прифативте поканата да гостувате во нашата емисија. Ви благодариме на поканата. Ви благодариме.